Добра вечер во 24 отворено. Вечерва, како што можете да забележите во нашето студио, сме без вообичаената публика со која што е обележана оваа емисија отворено. Согласно препораките кои што беа денеска донесени во однос на спречување на ширење на коронавирусот, се одлучивме и ние да го намалиме габаритот на емисијата, секако и во однос на сите овие јавни собирања. Мои вечерашни гости, прилично интересен состав на доктори и политичари, за прв пат, да речем, се соочуваме со една ваква ситуација, но тоа ја бара и она што се случува на терен. Тоа е доктор Владимир Микич од Институтот за јавно здравје. Добра вечер за вас, добро дојдовте во студиото. Невропсихијатрот доктор Мицко Дудучки. Добро вечер вам во студиото и на вашите гледачи. И министерот за информатичко општество и за администрација Дамјан Манчевски, со кого што ќе поразговараме за препораките и за сето она што е како некоја непознаница што може би произлегува од нив. Ќе почнам најпрво со вас, господине Манчевски. Од утре прекинува воспитно-образовниот процес, практично се затвараат училиштата, градинките, средните и основните школи, но и универзитетите во земјата, и со тоа се создава еден нов систем или начин на делување и функционирање. Како ќе се одлучува за тоа кој родител ќе остане дома, кој ќе го плати тоа, и да ни објасните дел од тие препораки да молам. Добро вечер и би благодарам на поканата. Навистина е корисно да дообјасниме некои да ви работи кои што веројатно сите граѓани ги интересираат малку во повеќе детали. За конкретното прашање што ме прашавте, да, денеска владата донесе одлука да се прекине образовниот процес. Оваа одлука трае во следните 14 дена. Ке се следи активно состојбата, го имаме управувачкиот комитет кој што веќе функционира и секојдневно ја следи состојбата. И како што ќе поминува времето, ќе ги носиме и следните одлуки. Што се однесува до одлуките што се однесуваат за родителите, нормално дека откако ќе се затворат сите образовни институции, мораме да предвидиме мерки кои што ќе се однесуваат и за згрижување на децата, особено за оние кои што се до 10 годишна возраст. Идејата е ги опфаќаме децата со навршени 10 години, односно оние кои што се до четврто оделение, значи вклучително и тие што посетуваат четврто оделение. Значи, ако детето има 10 години и 3 дена, а оди во четврто оделение, дали оваа мерка важи за тие родители? Важи. Значи, децата со полни 10 години се опфатени, тие што одат четврто оделение, затоа што и согласно... Значи, сите деца што одат до четврто оделение се опфатени со мерката? И вклучително и во четврто оделение. И во четврто оделение. Идејата е дека и за тие до таа возраст во образовниот процес има обезбедено така наречен целодневен престој, значи грижа за децата и после наставата. Идејата е дека за овие деца согласно нашите прописи и норми потребна е некаков вид на надзор, и токму затоа се одлучивме до оваа возраст да еден од родителите од семејството може да биде ослободен од работните обврски, без разлика дали се работи дека е вработен во јавниот или приватниот сектор, но ќе треба да обезбеди соодветна потврда за детето од градинка или од училиште дека посетува градинка или училиште, и таа потврда да гласи на името само на едниот родител. Да го достави до работодавецот до терминот за пресметка на следната плата, така што има поприлично време, да кажеме, за тоа во следните, скоро, ајде да кажеме 10 на 15 дена се тоа. И на таков начин ќе го регулира своето отсуство од работата. Се работи за платено отсуство, значи не треба да земаат денови од одмор, не треба да земаат боледување, со оваа потврда ги се регулира отсуството, а владата преку Министерството за финансии и економските сектори во моментот прави пресметки и проценки за евентуален надоместок на одредени ефекти кои што би се јавиле од примената на овие мерки. Нормално ќе видиме во овој период, ако треба и повеќе, меѓутоа да ја следиме состојбата во следните денови, ќе информираме за тоа. Дали можеби ќе треба некаков вид тип на финансиска поддршка понатаму кон компаниите, доколку продолжи оваа ситуација. Што доколку тоа дете не оди во градинка, го чува баба, дедо, а родителот сепак сака да земе одмор, бидејќи смета дека законската можност сега тоа му го дозволува? Или важи само за оние деца што посетуваат некоја воспитно-образовна институција?
важи само за децата што посетуваат воспитно-образовна институција и токму затоа ќе треба да приложат потврда од градинка или училиште и врз основа на тоа ќе може да ги користат овие услови. Дали ова важи за сите вработени, бидејќи некаде прочитав дека можеби нема да важи за медицински работници, за полиција и за армија. Токму така важи за сите, освен за работените во здравствениот сектор, во безбедноста и во полицијата, за нив ова не важи. А како тие ќе се снаоѓаат тие луѓе доколку сепак имаат проблем или се очекува дека другиот родител тука треба да ускокне? Видете, на крајот на денот професијата што сите ја работиме бара некако вид на и ризици има поголеми, некогаш и откажувања. Сите треба да покажеме висока општествена одговорност во овие моменти. Апсолутно сме подготвени како влада во следните денови на семејствата каде што еве ќе се јават родители двајца во семејството од ваков тип да излеземе со дополнителни некакви мерки со кои што ќе им помогнеме на овие семејства. Меѓутоа се работи, па и кажам, за некаков граничен случај, на помал број на евентуални вакви случаи каде што еви дополнително сме подготвени да интервенираме. Меѓутоа, здравствениот систем, војската и полицијата во овој моменти мора да бидат полно функционални. Што значи ова за бремените жени и хронично болните? Дали тие по дефолт се ги опфаќа оваа мерка да не мора да одат на работа? Да, за нив е по дефолт, случност како во случаите кога се работеше за деновите со високо загадување, тие веднаш оваа мерка стапува на сила и тоа е впрочем и дел од одлуките кои што ги донесовме денес. Уште едно прашање пред да преидеме и на другите, што станува со изгубената настава? Дали за тоа веќе како влада предвидовте што ќе се случува, дали ќе се продолжува летниот распуст, односно ќе се скрати летниот распуст или ќе се работат саботи, недели? Министерството за образование во следните денови ќе направи проценки за таа состојба во основа во зависност од периодот во кој што ќе траат овие мерки. Едната опција е да се одработуваат овие денови со одредена динамика. Втората опција е да се скрати едноставно учебната година оваа година. Две варијанти се кои што се возможни и од законски аспект, но Министерството за образование во следните денови ќе биде тоа што ќе даде финалната насока, па ќе кажем во зависност од колку ќе трае овој вид на состојба. Во однос на мерката што значи дека не смеа да се собираат повеќе од 1000 луѓе на големи собири и препораката и под 1000 луѓе да нема собири, сметавте ли дека е доволно да има препорака за оваа втората мерка под 1000 луѓе, бидејќи 500 и 700 луѓе не е мала бројка? Дали ова значи дека културни манифестации во сала, концерти може да продолжат ако се под 1000 луѓе? Мерката е забрана за собири над 1000 луѓе и препорака за под. Проценката на управувачкиот комитет во овој момент е таква, тоа е проценката на ризикот. Тоа се слични мерки кои што се воведоа и во други земји, кои што се далеку по-високо ризични од нас, значи таму е забраната исто за собири над 1000 луѓе, меѓутоа, иако е препорака, владата и органите на државната управа веќе ги откажуваат сите настани и од помал обем, кои што се во организација на институциите, значи секако вид на трибини, семинари, обуки, било како вид на тренинзи се откажуваат. Голем дел од состаноците кои што се организираат и на меѓународно ниво веќе се откажани, дали се тоа во организација на нашата влада или институциите тука кај нас или во странство. Европската комисија, например, подкомитетите кои што ги има со нашата влада во разни области ги откажа како вид на физички состаноци, тие ќе се водат во вид на видеоконференции, се откажуваат масовно настани кои што ги организира Европскиот парламент, веќе Европскиот парламент и не функционира во зградата каде што функционира. Така што се придржуваме на што се прво пред се наши национални проценки на нашите експерти и согласно нашата состојба тука, но ги следиме и трендовите кои што ги применуваат и одлуките и другите европски земји. За сега битно е да се каже дека не треба да има паника, нема простор за паника, ова се превентивни мерки кај нас, значи со цел да не се прошири, да не дозволиме услови за да се прошири понатака ширењето на вирусот, па после да треба да реагираме за да ја спречиме ширењето на заразата. Ова е превенција, луѓето не треба да паничат, само треба сите да се придржуваме до она што се мерките и препораките и мислам дека ќе намалиме значително
опасноста да бидеме загрозени како граѓани. Благодарам за сега. Ова, да речам, малку позначајно ширење на ова, па ќе наречам и паника со оглед на тоа како се однесуваат луѓето, настана веднаш после објавата на онаа информација дека една директорка на клиника практично ненавремено ја пријавила болеста, била во контакт со многу луѓе. Господин Дудучки, што во ваква ситуација, како би требало луѓето да се однесуваат, односно како да ги намалиме ефектите на паничните реакции? Незнаењето е извор на стравот, се разбере на паниката, така да преку медиумите и во лични контакти ние од медицинската струка на некој начин треба да им дадеме основни информации за тоа за кој вирус, за што всушност се работи. Имено јасно е дека медиумската помпа, дека сензационалистичко пишување на дел од новинарите, од вашата фела, кои со бомбасти наслови, таинствен вирус, смртоносен, допринеа да се појави една масовна хистерија, една масовна психоза и буквално една параноидна обштествена ситуација од стравот коронавирусот. Коронавирусот ниту е нов, ниту е смртоносен. Имено имавме пред неколку години така спорадични инфекции на SARS и тоа е од групата на SARS и MERS вируси. И сега, зависно од вирулентноста на самиот вирус, зависно од неговите соеви, субтипови, оти тој мутира, тој се менува, тој е заправо протеинска молекула, колегата сигурно повеќе за тоа ќе каже. И зависно од временско-климатските услови, неговата контагиозност и вирулентност варира. Сега, се наоѓаме во време на масовни инфекции на горните респираторни патишта. Дали тоа се сезонски грип, дали тоа се ринитиси, синузитиси, фарингитиси, воспаление на грлото, на носната слузница, бронхитиси, што се многу чести во оваа сезона. И сигурно и таквата состојба допринесува со намалување на имунитетот да има поголема приемчивост на самиот вирус. Но, се разбира, вирусот не е смртоносен, имено податоците говорат дека дури и смртноста е помала во однос на епидемискиот грип каков имаме свински и птичи грип, тоа се исто така подтипови на вируси на инфлуенца, но битно е да се каже кои се превентивните мерки, индивидуални и колективни превентивни мерки кои треба да ги преземеме. За жал, ваквото сензационалистичко пишување... Дали е тоа доволно, бидејќи не е феноменот само во Македонија. Објективно, сигурно не е феноменот само во Македонија. И на други места имаме ситуации кои што се навистина сериозни во Италија. Така во областа Венето, во Бергамо, во Ломбардија, се разбираме цели региони кои се зафатени со таа епидемија и тие за среќа се локализирани. Исто е ситуацијата во Вухан, од 12 милионски град, еден само помал дел беше зафатен со овој вирус. Но, таквото сензационалистичко пишување доведува до една масовна психоза која не користи ниту на земјите кои се зафатени од ова инфекција. Од друга страна, тука има силни манипулации, фармакомафијата, фармаколошката индустрија да направи големи профити, па гледате сега и дека цените на маските, за кои не сум сигурен дека кој знае колку ќе заштитат, скок на 2, 3, 5 пати, 10 пати повеќе. А исто така искуствата од предходната условно речено епидемија со свински грип, кога на Министерството за здравство набави преку 65.000 кутии тамифлу, а потоа ги фрливме. Се разбира, акцент треба да се стави на информирање на населението. Сите ние во Македонија, па и на Балканот станавме и оние компетентни, некомпетентни станавме стручњаци за епидемиологија. Добро, дали е точен, еве и мојот впечаток дека се чини дека имаме доволно информации, но можеби има и онакви за кои што велите дека се лажни. Барем во делот на она информирање што гледаме секојдневно на пресконференциите од страна на тимот на епидемиолози и од страна на Министерството за здравство,
се чини дека има една транспарентност на процесот. Дали тоа помага во смирување на паниката? Апсолутно помага во смирување на паниката. Од друга страна, на глобален ниво, оти сега имаме зафатена Франција, дел од Грција, Италија највеќе, Шпанија нешто повеќе, Јапан, Индонезија, дел од Кина. Меѓутоа, не смееме да забораваме како бивш воен лекар и началник на санитетска служба, ако се вратам пред 35 години, во Титоград, Бар и Даниловград, тогаш имавме една опасност од епидемија на хеморагична грозница, лувчешка грозница или мишја грозница, како ја нарекувавме, така да тие искуства за противепидемиски мерки сега ги пременуваме. Позитивно е тоа што Министерството секојдневно излегува транспарентно со следење на ситуацијата на колку 2-3 или колку имаме случаи. Се разбира и дека сите превентивни мерки, препораки, ако ги применуваме, тогаш ќе успееме да се изолира, да се локализира и самото жариште на инфекција. Но имавме онаква една неодговорна постапка на еден директор на клиника, која што навистина... Не може да се сатанизира, затоа што контагиозноста не е толку голема. Овој вирус се пренесува преку излучевини, преку флигови капки при кашле кијави и колегата Микич подобро ќе го објасни тоа. Господин Микич, знаеме како се шири вирусот, но не е на одмет да повториме кратко во едно сиже како најлесно да се заштитиме од ширењето. Што значи тоа избегнување на близок контакт? Така, значи, треба првен да демистифицираме неколку работи. Вирусот се шири по капков пат или по респираторен пат, значи се шири преку воздух, меѓутоа не спаѓа во онаа група на високо контагиозни, кои што многу лесно се шират. Се уште, пак ќе повторам, се работи за нов вирус, кој што го знаеме само 3 месеци веќе, и се уште учиме од тој вирус. Меѓутоа, она што сега го знаеме, дека вирусот се пренесува со близок контакт, на растојание помало од 2 метра ние земаме, значи по правило 1 метар, и на подолга експонираност, значи подолго време трајање на тој контакт, 15 минути. Тоа е основниот начин на пренесување. Потоа вирусот може да се пренесе и преку и на така наречен индиректен начин, ако допреме површини или предмети кои што се контаминирани со секрети од лица кои што се заболени од вирусот. Зашто ова го кажувам? Бидејќи е многу битно, значи да знаеме како треба да се заштитиме. Една од основните мерки во услови кога немаме вакцини, кога немаме специфични лекови, се така наречени немедицински или нефармацевтски мерки. А тоа е да одржуваме лична хигиена, да се мијат значи рацете редовно, да се користат алкохолни препарати за дезинфекција доколку нема, тоа е основното, и да се држи онаа социјална дистанца, што значи да пробаме да ги разречиме контактите, да имаме растојание поголемо од 1 метар помеѓу луѓето. Од тој аспект се и овие мерки кои што се насочени пред се да се намали можноста за контакт, а со тоа и за ширење на овој вирус, од една страна. Друга страна, значи, пред мораме да бидеме на чисто. Во моментов имаме 7 пациенти, од кои 3 ни се локални случаи кои што се заразени по контакт со импортиран или внесен случај. Сега ги правиме овие ригорозни мерки со цел да се намали ширењето на зло. Очекуваме дека ќе има и нови случаи, меѓутоа со вакви мерки значително ќе се успори понатамошното ширење на вирусот. Тоа е нашата намера и тоа е очекувањето, а со самото тоа ќе имаме доволно време здравствениот систем да биде спремен да одговори на оние пациенти на кои што ќе биде потребна лекарска нега. Зошто е овој вирус толку таинствен и мистериозен или се создаде една таква фама околу него? Еве, на пример, една информација во односно на што се случува во Италија. Се забележува една повисока стапка на смртност од што во Кина, на пример. И сето тоа фрла еден чуден приказ на нештата и луѓето почнуваат да делуваат панично или да се плашат од непознатото. Така е, значи... Колку е познато во ова непознато што можете како епидемиолози да ни го кажете? Значи, точно е, се што е ново, нормално да предизвика и страф или одредена недоверба. Гледаме различни стапки на смртност во различни земји, кои што зависат пред се и од развиеноста на здравствените системи, меѓутоа и од други фактори кои што се уште ги проучуваме. Она што го гледаме во Италија е дека имаме
релативно, па ќе кажем, релативно повисока стапка, некаде над 4 до 5%, споредено со 3% смртност во остатокот од светот. Меѓутоа, треба дополнително да се види кои се причините за таа повисока стапка. Она што до сега го знаеме, дека во повеќе од 80% заболувањето има лесна клиничка слика. Значи, во најголем дел од случаите се работи за лесно респираторно заболување кој што има симптоми на настинка. Во 20% од случаите може да се јават по-изразени симптоми во смисла на повисока температура, кашлица, во одредени случаи потешкоти со дишењето и сосема мал процент да имаат и тешка клиничка слика, па дури и смртен исход. Меѓутоа, ќе потенцирам, во најголем дел од случаите се работи за полесно заболување. Зошто го кажам ова? Значи, досега од она што го знаеме, на поголем ризик од тешки форми се изложени возрастните луѓе, значи или оние кои што имаат хронични заболувања во смисла на диабет, хронични срцеви заболувања, хипертензија. Тоа се оние стандардни групи кои што имаат повисок ризик за тешки форми на заболување. Има ли податок за смртноста во однос на возраста на Има, меѓутоа сите тие се уште прелиминарни податоци. Значи стапката на смртност кај овие групи е 80% поголема во однос на другите. Значи речи се е незначителна тежината на клиничката слика и смртноста кај да речеме на здрава популација на население. И ова го кажам затоа што овие мерки се воведуваат за да ги заштитиме највулнерабилните, односно најранливите групи на население. Иако очекуваме дека во најголем дел од случаите ќе имаат повеќето лесна клиничка слика, потребно е да ги заштитиме оние кај што очекуваме компликации. Колку овие мерки може да дадат резултат, бидејќи има една опозитна слика, зошто не се забрани сосема проток на луѓе, особено од ризичните земји, зошто не се забранат сите собири подитно, се прави ли тоа некаде и дали е тоа во функција на престанување на ширење на можната епидемија, а сепак да не се загрози некој нормален тек на животот што треба да продолжи? Тоа е добро прашање и значи сите докази со кои што ние секогаш кога ги носиме мерките, ги носиме врз некоја медицина базирана на докази. До сега сите докази и од искуството говорат дека доколку се земат вакви драконски рестриктивни мерки, просто и да нема ефект. Меѓутоа, значително ќе се наруши функционирањето на системот и да се затворат сите граници. Односно, да речеме, тоа многу малце ќе придонесе во однос на ширењето. Сега ние имаме да речеме неколку случаи кои што се локално. Пробуваме да го лоцираме ризикот таму каде што е најголем и од таму да воведеме мерки. Значи, ние ги класифициравме земјите како високо ризични, во моментов се 5 земји со висок ризик, кои што имаат највисок број на случаи. Од таму сите патници што се враќаат во Македонија, во Северна Македонија потребно е да имаат 14-дневна самоизолација или така наречен домашен карантин и за мерки како предострожност, повисоко ниво, сите земји кои што ги одредивме како средно ниво земји со ризик, каде што имаме локална трансмисија, значи локални случаи, потребно повторно лицата кои што се враќаат од тие земји да бидат во 14-дневна самоизолација. Да, кога ќе речете самоизолација, еве може и министерот тоа, како да очекуваме да бидат почитувани овие мерки, кога и луѓе што се во системот на некој начин не ги почитувале, дали е доволно само повторувањето или е потребна и некаква казнена, посериозна казнена политика во овој дел? Манчевски? Па само да надополнам, не е само задолжителна самоизолација за луѓето кои што доаѓаат од високоризичните земји од 14 дена, туку имаме и препорака да не се патува во земјите со среден и висок ризик, согласно листата што ја прави Светска здравствена организација. И второ, трето ствари, го забранивме организираниот меѓународен автобуски превоз со автобус, комбе, минибус и слично кон високоризичните земји, така што транспортот веќе по копнен пат што се вика организиран кон овие земји е целосно забранет. Што е со примената? Прво, апсолутно главна мерка, ако мене ме прашувате, е информираноста на граѓаните, транспарентноста на процесот и свеста, односно одговорноста која сите како граѓани мора да имаме. Но институциите на системот и владата веќе применува мерки на лица кои што сметаме дека нема да ги почитуваат мерките за самоизолација, дел од нив веќе се под полициска присмотра, значи дел од луѓето кои што веќе се наоѓаат во карантин и во самоизолација, односно
имаме полициска придружба за нив со цел да обезбедиме дека ќе се придржуваат кон овие мерки. Во понатамошниот период нормално ќе следиме сите оние луѓе кои што сметаме дека се ризични и дека нема да се придржуваат кон овие мерки. Министерството на внатрешни работи и полицијата веќе применува мерки кон овие лица да се придржат кон овие мерки. Така што треба да се имаат во предвид и одредбите од кривичниот законник, кои што се прилично строги, се работи за кривично дело ако не се придржуваат граѓаните кон овие мерки, доведување на опасност на здравјето на граѓаните, кои што предвидуваат и затворски казни, така што законот е јасен, граѓаните треба да се одговорни и сите да се придржуваме до мерките и упатствата кои што ги применивме. Да, едно прашање што ми го поставија на Facebook, во случај работодавците да не дозволуваат отсуство од работа, каде да се обратат вработените? Значи, постојат соодветни инспекцијски служби, Државниот трудов инспекторат, институцијата која е надлежна за ова. Колегите од инспекторатите се спремни и подготвени, работниците треба веднаш да реагираат во ваков тип на случаи. Кога се работи за институции на јавниот сектор, тука има и други институции, така што апсолутно одредбите на кривичниот законник важат и за работодавачите, не само за вработените. Да, би сакал тука да ја вклучам нашата соговорничка која што се наоѓа во Италија. Таа беше и во минатата емисија на 24 отворено, кога зборувавме во сличен состав, тогаш беше министерот Филипче и Жарко Караджовски, господјо Пеева или господица Пеева, се извинувам. Каква е ситуацијата таму? Здраво, драго ми што слушам повторно. Ситуацијата, како што кажав прошлиот пат, е алармантна, но со паника не стигаме никаде. Ги направивме нашите грешки тука, немојте да ги правите истите. Значи, слушате, дома сме. Значи, дома сме, кога слушавме последниот пат на 24 февруари, мислам. Денеска сме 10 март. Се повеќе се актуализира паметното работење, школите се затворени. Од неделата ние сите во Ломбардија и во 14 други провинции имавме директна портокалова зона овој пат, не црвена, бидејќи не ни е забрано да излегуваме дома, но само за потреби вистините, односно супермаркет, апотека, болница, не дај Боже, и тоа во случаеви кога што е потврдена, и за работа тие што не може да работат од дома. За се друго е забрането. Зошто? Вчера се бајле официјално и целата држава е во портокалова зона, значи целата држава е во карантин. Зошто? Затоа што се опуштивме премногу, затоа што после 24 февруари, да, почнавме да работиме паметно, почнавме сите да бидеме по дома колку повеќе, ама за викенд излегувавме. Тоа што се прави сега, да, и се согласам со експерти што вика дека не треба да има паника, бидејќи ако правиме паника ќе биде уште полошо, и што треба да бидеме сите дома во овој момент, бидејќи иако имаме одличен здравствен систем овдека, не можеме сите, ако не дај Боже треба да завршиме во хитна помош и да се лекуваме, не постига системот. И од тие причини се апелираше викендов и државата од ги тие тешки одлуки, да кажеме, на кои што трпи економијата, и сите ние што работиме, трпиме, но доброто на сите е паметно да се направи така. За жал, од кога ноќеска, да кажеме, блокира Италија, другиот дел централен и јужен, и таму ги повторуваат истите грешки, одат масивно по продавници, се закупуваат работи. Немојте, затоа што така највеќе сите правиме, го шириме вирусот. Така што денеска за прв пат имаме помалку броеви на заболени, така што пола од вчера, што сме многу среќни и со добро однесување ќе успееме. Да, остани на линијата, молам, ако можеме да, ако ја сватиме убаво Пеева, паниката, впрочем, најмногу може да го шири или го проширува вирусот. Дудочки? Психоепидемијата, како ја нарекуваме во социјалната психијатрија, е многу значен негативен фактор и во преземање на индивидуалните и колективните превентивни и противепидемиски мерки, затоа што ќе има веројатно и манипулации каде што и самиот вирус би можел под предпоставка да се употреби како биолошко оружје, меѓутоа и како психолошко оружје. Како психолошко оружје во смисла на ширење на паника, страв, нешто што граѓаните ќе предизвика спротивен ефект, наместо рационално, разумно да ги спроведуваат овие противепидемиски мерки, да ги зафати паника. Се разбира,
Битно е социјалната изолација на жариштата на инфекцијата. Тоа е најбитно. Самиот податоците говорат дека смртноста не е поголема во однос на така наречениот сезонски грип. И само оние постарите се жртви заради коморбидитетот, заради други болести, најчесто пулмонални болести, срцеви, колегата ги спомне предходните. И за среќа децата помалку се приемчиви, помалку се склони кон инфекции од овој вирус. Но, од друга страна, добро е што во образовните институции се прекина наставниот процес, не само заради коронавирусот, туку и заради епидемија на инфекциите на горните респираторни патишта. Од тука тврдам дека е ноторна глупост да се изолираме, да ги затвориме границите. Општеството мора да функционира, економијата мора да функционира, но сега изнаоѓаме рационални, разумни мерки кои ќе овозможат едно, да не кажем оптимално, ама барем субоптимално функционирање на општеството во целина и исто така преземање на овие противепидемиски мерки. Овие вирусни инфекции, тие се како таласи, како бранови заправо и покажуваат имаат склоност да покажуваат една циркуларна активност. Ако се сетиме, колегата сигурно подобро се сеќава, ова е 2003 година, 2012 година, па сега 2020 година, значи повремено заради самото мутирање и создавање на нови соеви, подтипови на вирусот, може би ќе очекуваме некаде 2027-2028 година, може би еден нов ваков бран на вирусни инфекции. Во однос на ова што го зборувавме, во однос на таа паника, се забележува или може да се забележи на одредени места, луѓето сакаат да купуваат повеќе намирници, зејтин, брашно, шпагети, паштети, не знам што. Сосема непотребно. Како оцените тоа? Во кој дел од мозочната ќелија е тој синдром на обезбедување со залихи? Ако во таквите ситуации ние склони сме, нарочно на Балканот, да размислуваме и рационално. Затоа велам дека паниката е најголем непријател за спроведување на овие превентивни мерки. Каква врска има вирусот со дали тоа сме се снабделе со волку количини прехранбени продукти или не? Напросто тоа е лудост и глупост. И на граѓаните јасно треба и недвосмислено да им се каже дека тоа е навистина непотребно. Мерките кои ги предлага Светската здравствена организација, службата за јавно здравје на републички и на општински ниво се сосема доволни да се локализираат инфекциите за да не се шират. И веројатно, држете ме за збор, ќе видите дека од сето ова приказна може би ќе немаме ниту еден смртен случај од вирусот од коронавирусот. Мислиш, дали според досегашниот развој на вирусот, заболувањата и новите заразени, може би и потенцијалните што може да се предвидат за во наредните денови, имате чувство дека добро се справувате како доктори, како министерство, како ФЕЛА, како држава со оваа ситуација, или мислите дека може и нешто подобро да се направи од тоа? Знаете што, мислам дека со оглед на тоа дека се справуваме, пак ќе потенцирам, со нов вирус за кој што знаеме доста, меѓутоа и доста и не знаеме, мислам дека имаме една предност каде што учиме и од земјите каде што претходно се појави овој вирус. Мислам дека сме еден чекор понапред од повеќе. Може би се чинат некои мерки кои што се воведени како драстични, меѓутоа пак ќе повторам, тие се со цел за да се локализира понатамошното ширење и да го намалиме бројот на новите случаи. Добро, и делососедството ги има веќе овие мерки како што можеме да видиме. Албанија... Апсолутно, нели, пробуваме да не учиме на собствените грешки. Затоа што, да речеме, овие мерки што сега се превземени во одредени други заболувања, кога би биле во прашање, би биле во многу повисока фаза. Значи, сега ги носиме релативно порано, кога имаме само 7 случаи, се со цел, повторно ќе кажам, за да го успориме понатамошното ширење на инфекцијата. Од тој аспект, сметам барем во однос на овие противепидемиолошки мерки, дека се справуваме
за сега добра. Ќе видиме понатаму. Секако се работи на подобрување и обезбедување на дополнителни капацитети за болничко лекување на пациентите. Од тој аспект се работи, значи се поставуваме од сите аспекти да бидеме покриени колку што е можно повеќе. Што станува со оние респираторни системи кои што треба да ги има секоја болница, кои што можат да помогнат на одреден пациент да дише понормално доколку дојде во некоја поживотно загрозувачка фаза. Имаме ли доволно такви? Во моментот за оваа состојба имаме доволно и Министерството за здравство работи и за набавка на дополнителни количини и секако за точно број сега не можам да кажам да зборам, меѓутоа инфективната клиниката за инфективни болести е примарна болница каде што ќе се третираат потешките случаи и тука се одредени сите фази во однос на тоа. Доколку се зголемува бројот, ќе се зголемуваат и капацитетите сукцесивно и во тој момент за сега и за наредните неколку недели имаме предвидено и има доволно респиратори. Сега се работи за повеќе. Меѓутоа пак треба и да бидеме реални во однос на другите. Се спомнува дека фалат некаде заштитни средства, тоа е нормално, во цел свет има недостаток на лична заштитна опрема. Во овој момент пробуваме да изменаџираме колку што е можно повеќе во тој аспект. И би сакал заштитни средства, мислите на маски, скафандери, тие во медицинскиот персонал. И за медицинскиот персонал, и ова го потегнав затоа што многу гледам дека ирационално се користи лична заштитна опрема кај луѓето. Значи не е потребно луѓето кои што немаат симптоми да носат маски. Маските, оние хируршки маски се ставаат само за луѓе кои што имаат симптоми. Значи здрав човек кој што не е медицинско лице треба да користи маска само доколку се грижи за заболен човек. Во нормален социјален живот нема потреба да се користат маски, затоа апелирам да не се во контекст на паниката, да не се купуваат и да не се прават залихи на лична заштитна опрема дома, непотребно. Министре, има ли план Б или С, што во случај ако се зголеми можеби на начин на кој што не би бил посакуван за други мерки, дали е тоа веќе зборувано или тоа е само во фаза на некое размислување за понатаму? Како го цените целиот тој корпус? Па добро, јас пак ќе нагласам, ова се и добро што е така превентивни мерки. Значи не е реактивно, не е нешто се случило, имаме драстична ситуација па треба да гасиме пожари. Туку навистина превенција за да не ни се случат поголем број на случаи со оглед на тоа што вирусот е, како што кажа експертите, прилично се уште непознаец. Апсолутно постојат и други планови, управувачкиот комитет секојдневно се состанува и анализира состојбата, работи веќе подолго време. И во односи на она што го спомнавте, и уште една мерка да спомнам, дека забранивме извоз на медицинска опрема, медицински средства и материјали од страна на економски оператори и производители од нашата земја, освен во ситуација со посебна дозвола на Министерството за здравство. Така што, иако немаме недостаток во моментот евидентиран, се подготвуваме за ситуација за која што би можело да се јави таков недостаток, особено мајки во предвид дека ние имаме вакви производители кај нас, што е добро. Доста земјите од регионот за жал немаат и сепак ние се погриживме да она што се произведува да во момент остане во државата со цел да бидеме евентуално подготвени за некоја друга ситуација. Значи постојат планови, меѓутоа навистина сме уверени дека ова што сега го правиме ќе ги даде позитивните резултати и дека брзо животот и функционирањето на општеството ќе се врати во нормала. Битно е да се каже, не треба да се има паника, не е реактивна, ова се превентивни мерки и колку повеќе се придржуваме до нив и сме лично и општествено одговорни, толку помалку ќе имаме, побрзо ќе се вратиме во нормала. Впрочем, и самото тоа дека ние рековме го прекинуваме наставниот процес и родителите се слободни, тоа значи дека треба да се заедно и да држат одредена дистанца од контакти со други луѓе, значи не значи дека утре децата треба да ги однесеме во игротека и дека треба да се собереме 50 луѓе да заедно нешто правиме. Значи, не е, како што кажа експертите, не е ограничен личниот физичкиот контакт, меѓутоа една доза на предострожност секогаш е добре дојдена, пожелна и може да дополнително не заштити. Уште едно дополнување, ако може. Именно коронавирусот најчесто го напаѓа белодробието, респираторниот апарат, но не се ретки случаите каде што се афектирани, засегнати и бубрезите и тестисите.
кај машките, така да и нефролошката служба во случај на појава на ваков тип на инфекции е спремна да ги прими тие пациенти и адекватно да ги третира. Од друга страна, треба да бидеме свесни дека периодот на инкубација или асимптоматскиот период од самата инфекција со вирусот често поминува асимптоматски, без некои посебни симптоми или поминува со благи симптоми, неспецифични симптоми кои може да се препокриени со веќе што ги наведовме респираторните инфекции. Од тука предпазливоста треба да биде поголема за сите оние пациенти кои биле во контакти каде што им постои поголем ризик да се спроведе тој домашен карантин. Илузорно е да правим некои посебни простори, услови за карантин, доволна изолација во кругот на семејството, избегнување на масовни контакти, поготово на блиски контакти, како што рече колегата, од метар до 2 метра, на кои може да се овие се капични инфекции, викаат хрватите, за да се избегне начинот на пренос. Исто така дезинфекција на непосредната околина во која работиме, боравиме. Јас тоа го правам два пати дневно со дезинфекција на поготово на глатките простори каде што работам со моите пациенти и верувам дека нема никаков ризик. Господин Микич, има околу 1000 тестови кои што се на располагање во моментов, според оние брифизи што досега беа направени, од кои искористени се 40. Или може би нешто повеќе. Прашањето ми е зошто не се прават повеќе тестирања, туку се води по овој систем на диагностицирање на контактите на луѓето и така натаму, што може би е редовна епидемиолошка состојба, но луѓето сакаат црно на бело кога ќе видат, тоа име по-сигурно се чувствува, да речем. Така, од повеќе аспекти. Прво, треба да бидеме рационални со средствата со кои што располагаме. Овие 1000 веќе се направени нарачки за нови реагенси, значи ви уверувам дека реагенси секогаш ќе има доволно согласно протоколите за тестирање. Се тестираат по строго определен протокол сите сомнителни контакти, односно сите сомнителни случаи кои што доаѓаат од одредени земји, кои што имале контакт со потврден случај, односно се тестираат симптоматски случаи. Луѓе кои што имаат симптоми, за кои што ќе утврдиме дека не се од грип, и за да ги потврдиме дали се од новиот коронавирус. Тоа е едно. Сите контакти во овие неколку недели имаме, значи стварно малте не илјадници луѓе кои што би сакале да се тестираат. Тоа не го правиме од неколку причини. Прво, и да се направи тест кај некој што бил контакт на позитивен случај и да е негативен, нема ништо да значи. Се додека не пройдат оние 14 Лажно негативен може да биде. Се додека не пройдат оние 14 дена кој што е максимална инкубација на вирусот, значи негативниот тест не кажува дека сте навистина негативни, може да стане позитивен после неколку дена. Би било само непотребно трошење на ресурси од една страна, што е помалку важно, а што е повеќе важно луѓето кои добијат лажна сигурност. Значи, затоа најдобра мерка е изолација, односно самоизолација од 14 дена и доколку во тој период не се јават симптоми, по сите протоколи и на Светската здравствена организација и на Европскиот центар за контрол и превенција на заразни болести не е потребно тестирање. Во случај каде што ќе се процени дека е потребно да се направи тест, ние секако го правиме. Никој пациент за кој што требало да се направи тест, секако не останал не тестира. Сакам да ве прашам, постојат низа на теории како овој вирус понатаму би се ширел и според сегашната ситуација, она што се гледа на многумина, не име премногу оптимистично целото тоа сценарио, посебно заради тоа што станува збор за непознат вирус. Она што најмногу се шири како некоја теорија, меѓутоа никој до сега барем стручно не сакал или не може да ја потврди, е дека со доаѓањето на повисоките температури, вирусот едноставно полека ќе дојде во некоја смирувачка фаза или пониска фаза во која што ќе биде полесно контролиран. Дали е ова точно или како вие постручно ова би го објасниле? Значи, ако тргнеме од факт дека коронавирусот се однесува како респираторен вирус, значи односно како вирус кој што се пренесува преку респираторен пат, би требало и очекуваме во пролетта и летата да се намали трансмисијата. Меѓутоа не можеме да тврдиме од проста причина затоа што сепак е нов вирус и се уште не се знае со сигурност какви се сите начини на пренесување.
очекуваме генерално сите респираторни вируси во топлите месеци имаат намалена трансмисија поради повисоката температура, посувиот воздух, помалце се задржуваат во воздухот, луѓето држат поголема социјална дистанца во смисла се на повеќе на отворено. Од тие аспекти очекуваме да се намали бројот на заболување, меѓутоа мислам дека никој не може со сигурност да тврди да ќе биде така. Би требало по сите епидемиолошки индикации до она што до сега го гледаме да се намали, меѓутоа не можеме со сигурност да кажеме дека ќе биде така, исто како за сезонскиот грип. Сезонскиот грип сме убедени дека во летен период или во пролет ќе го нема. Овдека очекуваме дека ќе се намали, меѓутоа треба да видиме. И дополнение на теоријата, ќе се намали во текот на летото, меѓутоа од октомври или од ноември ќе се врати уште посилен вирусот, бидејќи ќе преживее веќе една година и ќе биде потешко уништлив. Дали е ова точно или пак спремноста веќе на здравството ќе биде посилна? Ова напротив, значи здравствениот систем ако го споредиме значи со 2009 кога го имавме нели пандемискиот грип, многу е поспремен, многу побрзо се реагираше на овој вирус, многу поголем е надзорот. Тоа е еден аспект, значи здравствениот систем ќе биде поспремен. Од друга страна и да преживее нели вирусот една сезона и да се јави како втора, не очекуваме дека ќе биде посилен или повирулентен, бидејќи населението веќе ќе има одреден колективен имунитет. Значи тие теории дека ќе се врати како посилен, односно како повирулентен, повеќе луѓе ќе заболат, мислам дека апсолутно не се засновани на некои научни факти. Едноставно се нели оние, ајде речеме во доменот на паника и спекулација. Да. Господин Дудучки? Постојат некои научни сознанија дека коронавирусите не се заправо нови. Има наназад десетина години и прво беше SARS, па потоа MERS и сега овие. И тоа се фактички мутирани видови, субтипови или епидемиолозите, инфектолозите ги нарекуваат соеви на вируси. Меѓутоа, самиот начин на пренос, самиот начин на таква локализираност и голема вирулентност во одредени зони за науката се уште представува непознаница зошто тој вирус напросто така се однесува. Именно ако го споредуваме со вирусот на инфлуенца, нови грипови што ги имаме, свински птичи и така, таму ќе видиме дека вирулентноста и контагиозноста е многу поголема и дека ако имаме еден инфициран, тој ќе инфицира 100-200 луѓе околу него со вирус на грип. Овде таа контагиозност е помала, па не би рекол дека и смртноста е многу поголема. Мора да се нагласи дека смртноста настанува примерно заради суперинфекциите, заради компликациите на веќе постоечки хронични заболувања, а не од самиот вирус. Од тука треба нашите заложби да бидат кон смирување на ситуацијата, кон избегнување на колективната паника, кон избегнување на социјалната психоза и кон непотребно етикетирање на некој ќе вика здравствените власти не се спремни, друг ќе вика државата не е спремна, меѓутоа се тоа на што Светската здравствена организација го дава како препорака, верувам дека во нашата земја на адекватен начин се применува и дека ќе даде добри противепидемиски резултати, односно локализирање и што помал број на заболени од овие лица. Терапијата се разбира ќе биде симптоматска во рамките на одредена групација, дали тоа инфективна клиника, дали на пулмологија, дали ќе биде на нефрологија, зависно од доминантните симптоми на болест. Господин Манчевски, препорачавте да нема собири, да нема големи собири. Од друга страна, сега еден предизборен период, кампањата се уште не е почната, но вие како партија се откажавте во овој период од тие активности кои што би значело собирање на поголем број на луѓе. Што значи тоа и до кога тоа го планирате? Па ние ги откажавме некои средби дури од помал карактер, кои што ги имавме планирано во следниот период, веднаш откако денеска се донесе оваа одлука. Пак ќе кажам, препорака е овој тип на насоки и одлуки ги донесе и владата за собирање од помал карактер, кои што веќе ги имавме испланирано.
така што во оваа насока и СДСМ како партија во однос на политичките активности во следните неколку дена ги откажавме неколку те активности кои што ги имавме планирано. Сепак ќе ја следиме состојбата, пак ќе кажам, во следниот период. Сега за сега ова е препорака за овој тип на средби. Така проценуваат експертите, така процени управувачкиот комитет, комисијата од Министерството за здравство, така што мислам дека се придржуваме до она што се генерални препораки. И ние како партија ќе ги следиме препораките на управувачкиот комитет и ќе се придржуваме до што и да се препораките. Се ближат избори, а со самото тоа и собирање на луѓе и на повеќе места на поголема активност и раздвиженост. Се доведува ли во прашање, можеби и одржување на избори? Дали, што вие како епидемиолози сметате дека би требало да се направи? Видите, мерките што се донесени, мислам дека јасно кажуваат дека потребно да се избегнуваат масовни собери. Бидејќи тогаш имаме акумулација на голем број на население, на многу блиско растојание и имаме услови да се шири вирусот. Доколку ситуацијата остане иста, нели мерките ќе се како стручни тела, сигурно дека ќе препорачаме да се избегнуваат нели масовни митинзи и собери сега дека што ќе имаме густа една позголемена густина на население. Во тој контекст потоа ќе биде одлука на владата и на управувачкиот комитет како ќе бидат понатамошните мерки, меѓутоа од епидемиолошки аспект секако дека треба да се избегнуваат собери од поголем карактер и впрочем затоа и се донесени овие мерки. Дудучки? Па мислам дека треба ситуацијата континуирано да се прати. Да се прати токот на потенцијалната епидемија. Сега не можеме да кажеме дека апсолутно не можеме да кажеме дека во Македонија имаме епидемија заради малиот број. Меѓутоа, со преземање на овие превентивни мерки за кои сигурен сум, тврдам дека ќе дадат резултати, ќе избегнеме една таква епидемија и зависно од состојбата во која се наоѓа популацијата, односно состојбата на здравствената состојба на граѓаните, веројатно ќе се биде малку по-флексибилен и зависно од таа ситуација, од епидемиолошката состојба, ќе се преземат понатамошни насоки. На крај крајева, датумот не мора воопшто да е фиксен, може да се одложат изборите за месец-два, што не е никаков проблем. На оваа тема прашање денеска до новинарите, односно вечерва до новинарите, како што сега ми јави режијата, упатија и до Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, во однос на можното одложување на изборите, па да ја слушнеме изјавата. Имаме во четврток лидерска следба, колку што ми информираат кај кабинет, некаде околу 1 часот ќе се случи таа лидерска следба, да разговараме за ова што е денеска реалност, поврзана со COVID-19 или познат како коронавирус секаде во светот, па дури потоа можеме да носиме заклучоци што, доколку и што како. Добро. Прилично воздржана изјава, но претпоставувам дека во таа насока размислувате и вие во СДСМ? Апсолутно и во таа насока се свикува лидерската средба, затоа што навистина сите заеднички со консензус треба да ја разгледаме состојбата и ги носиме одлуките понатак. Јас не мислам дека и во четврток би се донела одлука, туку треба да се разгледа ситуацијата, прерано ја се каже, во моментов апсолутно немаме доволно ниту влезни информации за да можеме да зборуваме за тогаш. Така што добро е сите заедно да следиме состојбата за да избегнеме ситуации да некаков обид за политичка манипулација на самата одлука, ако воопшто дојде до таа одлука. Така што идејата е да се сите вклучени, транспарентен да е процесот, да се информирани за развојот на настаните. На крајот на денот здравјето на граѓаните е приоритет број 1, за политиката и изборите секогаш има време, меѓутоа во овој момент, пак ќе кажам, не постојат индикации дека ќе треба да се одлагаат изборите. Но со самото тоа што овие мерки се на сила и предпоставка е дека тие мерки во однос на големите собери ќе продолжат. Дали тоа веќе во старт не е некаков тип на минирање на изборниот процес, доколку не се ангажира оној дел од гласачкото тело што можеби треба да се ангажира, тоа се прави преку митинзи и други собери? Пак ќе кажам, немаме доволно денес информации, затоа овие мерки се воведени со време трајање од 14 дена, не заради изборите, туку да видиме и во однос на ефектите што ќе се јават во општеството,
како што ќе поминува времето, врз основа на препораките на епидемиолозите, на управувачкиот комитет, ќе следиме состојбата, граѓаните ќе бидат транспарентно информирани, така ќе ги носиме одлуките. Навистина денеска е прерано да се каже во однос на тоа, но да, сметавме дека е добро да се соберат и сите политички лидери на маса за да се разговара околу оваа состојба, за да нема некој вид на изненадување или непознаници и помеѓу самите нас. Да, но самите овие мерки веќе траат до 24 март, а кампањата почна на 23 март. Можеме ли да очекуваме дека ова ќе биде пред се телевизиска кампања многу повеќе отколку непосредна? Нема бегање од телевизиската кампања. Може само да им заштедиме 2 дена нерви на граѓаните помалце кампања во овој момент, како што се поставени роковите. Ќе видиме. Значи, апсолутно ќе се адаптираме, сите политички партии сметам кон она што е приоритетот, па ќе кажам, здравјето на граѓаните е приоритет. Сега за тоа зборуваме, поставени се институциите на системот превентивно и не треба да дозволиме па и било што да ризикуваме само заради 1 плюс минус 2 3-5 митинзи или средби. Ако одлучиме, ќе има избори, ќе се адаптираме на таков начин на кампања, што ќе значи помалку средби директни со граѓаните, повеќе на социјални мрежи, повеќе телевизија, повеќе таков, хајде ќе кажам, посреден контакт преку медиумите со нив. Добро, тука ќе направиме една мала пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Господин Манчевски, во препораките не видовме ништо за телевизиите и новинарите, кои што треба да известуваат во ова или не се ставаат во посебна категорија. Сами ќе треба да одлучуваме како ќе го менаџираме нашиот процес. Освен со неколку исклучоци на, ќе ги наречам, квази портали, кои што за жал се контролиран на ден, јас би рекол па и политички центар, мислам дека медиумите апсолутно беа на вистина задачата во последните денови. Денеска во попладневните часови се одржи брифинг во владата со премиерот, со министерот за здравство, со останати неколку министри, каде што беа и дополнителни информации дадени во делот на она што би било потребно во насока на информирање на граѓаните, односно како се придржуваат пред се во мерките за лична заштита, хигиена и придржувањето кон мерките. И мислам дека барем до сега не можеме да кажеме дека особено традиционалните или мас медиумите придонесуваа кон ширење паника, повеќе се работеше за некој вид на портали, квази портали и така натака. Следниот период е критичен и важен, напротив нема мерки на владата кон медиумите, ниту би требало да има мерки за медиумите, но навистина таквиот тип на заедничка соработка во следниот период ќе биде критична, ќе биде клучна, ќе треба да се споделуваат информации пред се од наша страна, за да вие па ги информирате граѓаните. Меѓусебната соработка и општествена одговорност во следниот период ќе е многу битна. Воведување на Health Locator карта за сите летови и сите авиокомпании. Тоа стартува од утре? Да, тоа веднаш стартува. До сега беше само на одредени летови. Сега го прошируваме мерката на сите. Идејата е да лесно може да се лоцираат граѓаните и кои што патуваат надвор од државата, но и кои што се враќаат тука, во случај да се јави заразен на тој лет, за да може лесно да се најдат останатите и се проверат дали се евентуално заразени. Во однос на она што е проблем на граѓанството или да речам непочитување на дел од препораките и одлуките, на кој начин мислите да се справувате понатаму, со оглед на тоа што имавме и можни бегства на некои луѓе кои што беа во така наречен карантин, па се обидува да побегнат и така натаму, што наистина нејасно зошто се прави, но ете се случува. Прво и личните примери, гледајте ги делот од политичарите во западните земји, го имаме председателот на Португалија, мислам, имаме неколку политичари во Соединетите американски држави, во Франција и така натака, во Италија, кои што самите со свој личен пример, само заради тоа што дошле во допир со заразено лице, се одат во самоизолација. Така што и самото придржување од страна на сите општествено одговорни или социјално активни луѓе ќе придонесе многу. Сепак, како што и веќе кажав, полицијата е активно вклучена во оние случаи каде што постои проценка за потреба за мониторинг од страна на полицијата, луѓето што треба да бидат во изолација, полицијата е веќе ангажирана и ја спроведува тој тип на изолација. Се работи за 24 часовно присуство на полиција. Во различни случаи, некаде само се вршат повремени контроли, некаде каде што е потребно и цело време. Идејата е дека
сите работи за 14 дена. Како што кажа и докторот, значи треба да се поминат тие 14 дена, не е трајна мерка која што се применува, така што апсолутно и капацитетите на Министерството на внатрешни работи сосема доволни за да можеме да издржиме еден ваков тип на контрола и мониторинг, но пак ќе кажам, затоа ги воведувам и превентивните мерки, за да нема да има потреба полицијата сите да не пази после некое време, да сме во изолација, туку за да се работи за одредени изолирани случаи. Да, тогаш веројатно ќе нема и кој да пази ако дојде до таква ситуација. Микич? Значи, токму така, сепак сите ресурси не се неограничени. Значи, во секојаш ги гледаме оние ситуации каде што имаме зголемен ризик, тој ризик да се минимизира или да се отстрани комплетно, како што кажа веќе министерот, таму каде што оценете дека е потребно, е обезбедено и полициско обезбедување на тој домашен карантин. Меѓутоа имате во предвид дека многу патници дојдоа нели од земји кои што се проценети со висок ризик, доколку граѓаните сами не се работуваат и не се придржуваат на овие мерки, еве го видовме јавувањето од Италија, значи невозможно е сите да бидат ставени под карантин, едноставно физички е невозможно десетици илјади луѓе да бидат ставени или 1000 луѓе. Нели мора да функционираат и другите системи на државата. Од тој аспект, уште еднаш апел до сите граѓани да ги почитуваат мерките кои што се донесени, пред се, нели, за да ги заштитиме оние кои што се изложени на поголем ризик од тешки заболувања и да ставиме, нели, контрола на понатамошното ширење на овој вирус во нашата земја. Вие сте умерен оптимист или умерен песимист во односно тоа како ќе се одвива во наредните 2 недели бројката на ново заразени? Во животот секој сум гледам да бидам оптимист и би рекол дека сум умерен оптимист. Секојаш, пак ќе повторам, се работи за нов вирус, ништо не е 100%, меѓутоа овие мерки што се придонесени, доколку сите се придржуваме кон нив, значи на овие мерки очекуваме да се намали понатамошното ширење, од тој аспект сум умерен оптимист. Пак ќе потенцирам, не зависи само од Министерството за здравство, не зависи од Институтот за јавно здравје, целиот систем е вклучен и тоа е добро. Меѓутоа и граѓаните, значи сите они треба да се придржуваат кон мерките, само така заедно можеме да успееме да го сопреме понатамошното ширење. Би сакал да апелирам до граѓаните да покажеме висока индивидуална граѓанска и општествена свест, да останеме мирни, да бидеме рационални, да се придржуваме кон сите овие препорачани противепидемиски мерки, затоа што е во интерес на нашето здравје, индивидуално во интерес на здравјето на нацијата, во интерес на здравјето на нашите деца, да останеме разумни, рационални и на тој начин најуспешно ќе се справиме со потенцијалната опасност од епидемија. Тука би ја вклучил повторно нашата соговорничка Пеева од Италија. Ја следевте досегашниот тек на дебатата. Според ова што го слушате и гледате овде во Македонија како се одвиваат работите и она што е во Италија, претпоставувам дека ова тука ви личи на нешто многу по-бенигно, но ако треба да дадете една куса оценка, мислите ли дека сме на добар пат да се справиме ние тука во Македонија полесно од што вие таму во Италија? Така, најпрво не би можела да кажам како давам оценка, бидејќи не сум видеролог, не сум епидемиолог, ма како граѓанин од тоа што го живеев последните 2 недели и од тоа што читам и се информирам овдика, мерките превземени се одлични и целата комуникација е одлична и транспарентноста. Тоа што мене ме загрижи како граѓанин, кој што има и дел од семејството во Македонија и се останато, е тоа што се случи минатиот ден со непријавениот случај од клиника. Затоа што слично тоа се случи во Италија пред 2 недели, така почна целата таа од бенигна во малигна ситуација. Сигурно не е моментот, така кажам, да влеземе одма во паника, ниту е моментот да даваме критики и кривици на луѓето. Важно е само да бидеме сите одговорни и да знаеме дека треба да се превземат мерки. Тоа што се зборуваше претходно за децата и тоа што денеска на пресконференцијата го каже министерот. Немојте ако треба да бидат дома децата, додат во игрални или да ги собирате дома другарчиња 4, 5, 6. Нека седат дома. Нека да бидеме помирни овој период. Немојте да идете викендот на скијање сите. Во Италија отидоа сите на скијање. Кога се затворија школите, масовно се отиде на скијање. Се чекаат редови на скијачките станици, така се шири најмногу во близо контакт со луѓето. Не сме ни свесни колку многу имаме контакт со луѓето за да можеме да го пренесеме.
Така кажам, не би знаела да судам каква е ситуацијата. Сигурно ќе фали, ако се случи бум, медицинска опрема и одлично што не се прави веќе извоз, но треба да бидеме сите ние граѓаните, бидејќи Центарот за кризи и министерствата и владата и сите тие што и тука работат, можат до некој степен да превземат мерки и превземаат. Она што мораме ние да го направиме како граѓани, да бидеме свесни и да не биде нема мене да ме фати или ако ќе да уште довде нема да се случи. Не е страшно, иако претходно велеше експертот, ноторна глупост е да се затвори економијата. Не да се затвори економијата целосно, да се затворат сите локали, ресторани, конекции и така натака, но да се внимава многу повеќе. Сите тие што се стигнати сега од Италија, од било каде, кои што патувале, кои што шетале, бидете мирни, сидете дома еден период, 14 дена, мислете на сите тие кои што се постари и не само кои што се постари, мислете на самите себе, секој може да се деси. Ние сега имаме случај и на млади луѓе дека во Италија. И имало и во Кина, и ќе има. Значи, не треба да се прави паника, ама автосвесност, не може да се чека да се казнува, нема потреба да се казнува. Треба да бидеме свесни самите дека кога се работи за здравието, ќе седиме повеќе дома и нема да излегуваме, ќе направиме некои компромиси за да не мора да после тоа да ги плаќаме сите последиците. Пева, ви благодарам што бевте дел од емисијата, ви посакувам добро здравје. Вам, на моите соговорници, благодарам што одвоивте време да објасниме уште некои дилеми од тоа што се случува со коронавирусот и се разбира за она што предстои со мерките кои што беа денеска донесени. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите во нив. Веднаш да видиме што се случи денеска на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, каде што се расправаше за кандидатите за пратеници и се донесоа некои одлуки. Останете со вестите на телевизија 24.